Хорхе Валдес имал 8 години кога со неговото семејство заминале од Куба само со облеката на него. That's my grandfather right there. Сега се што има од таму се стари фотографии и спомени. When I was a kid, Кога бев дете, дедо ми пушеше пури. Честопати седевме пред куќата, тој во столица за лулање, а јас понекогаш ја држев пурата. Татко ми и чичко ми играат домино, на тоа се сеќавам. one of my favorites is the Don Carlos. Денес Валдес е собственик на успешна продавница за пури во Мајами, Сабор Хавана, со марки популарни меѓу кубанци. Тој вели дека имало развиен шверц на кубански пури во САД со години. Сега големите дистрибутери планираат за времето кога кубанскиот пазар ќе биде отворен. Валдес очекува зголемување на продажбата. I think that when trade opens up, Кога ќе се отвори трговијата и кога ќе можеме да продаваме кубански цигари овде во САД, ќе има скок во побарувачката, зашто 50 години тоа беше забрането и сега многумина ќе сакаат да пробаат од тоа забрането овошје. Во Мајами, каде има бројни американци со кубанско потекло, бизнисмените очекуваат дека укинувањето на трговското ембарго со Куба би значило скок и во продажбата на вино и друг вид алкохол на Карибите заради зголемувањето на туризмот. Бизнисмените се радуваат на можностите што ќе ги отвори трговијата со Куба, но Валдес вели тешко е да се заборави минатото. but there's so much pain. Во исто време е сладко и горчливо, не може да се заборават некои работи. Голема болка носевме овие 50 години. Од ова мора да има некоја корист за оние кои се таму, зашто инаку не може да се гледа позитивно. А дали би се вратил назад? Валдес вели дека е сосема задоволен овде во САД и го прави среќен да го минува времето со пријатели и муштери во малата Куба во Мајами.